Почитувани гледачи на 1 ТВ, добро вечер. Од мене Слаѓан Ивковиќ, пред да продолжите нели со главниот уредникот на денот Сашо Ордановски, малку ќе се задржиме на една спортска и интересна тема која всушност ќе се случува предстојниот викенд, каде традиционалниот, би рекол, турнир во малфудбал на медиумите, точно од четврток до недела ќе се одржува во спортскиот центар Јане Сандански, се извинувам, а за овој спортски интересен настан, главните виновници се тука во нашето студио денеска, браќата Митеви, Тони Митев и Зоран Митев. Добро вечер. Добро вечер, добро најдовме. Благодарам за одвоеното време, бидејќи ни е ограничено. Имаме една мисија вечерва и драго ми е што токму во овој прайм тајм термин ни дозволивте да го направиме тоа што веќе 26 години го правиме. Значи, турнирот почна далечната 1991 година и фала му на Бога до денеска го обстојува на таков начин и верувам уште наредните 100 години ќе го правиме. Единствено место каде што вработените во медиумите се дружат на еден ваков спортско забавен начин, каде што до сега разговаравме со тебе и во универзалниот разговор. Да, сите сакаме да победиме, меѓутоа целта е дружењето и забавата. Токму така, нели, напорната година низ медиумите на сите нас спортски работници и тоа како добро ќе ни дојде, Зоран, овој викенд. Што е новитет, имаме ли нешто ново? Па најнапред ја би сакал да се заблагодарам од моје име и од името на спортското радио до вас, до вашата телевизија, посебно од тебе, што ни одвоивте време да поразговараме на оваа тема. Значи, турнирот во малфудбал во организација на спортското радио 2018 година ќе се одржи од 13 до 16 декември во спортскиот центар Јане Сандански, како што кажавте вие. Во малата сала. Во малата сала. Јас чисто би се осврнал пред да ги излечеме ждрепката, значи за групите, би се осврнал околу ревијалниот дел. А тука најголемо внимание, како и секоја година, предизвикува на преварот помеѓу пеачките и новинарките. Значи тоа е како шлак на торта, буквално нешто што највише предизвикува внимание. А во оваа прилика, чисто ако има простор, ја би ги прочитал, значи кои се веќе најавени. Може да слушаме и дел од тие славни или имиња. Прочитаме и пеачките и новинарките, па селекторот Анита Даева, значи ќе ги селектира да види кој во каква форма е во секој случај. Така, тоа е меѓу новинарите, да, новинарките. Значи, да, за пеачките и новинарките. За пеачките ќе насабат Биба Додева, Татјана Арсовска, Благица Павловска, од новинарките Јана Серафимова, Милена Антовска, Сани Стојна Николова, Татјана Стојановска, Јелена Спенџарска, Татјана Поленџовска и други. Значи ќе има околу 20 кои што се предвидени, така да овој надпревар ќе биде финале пред финале. Буквално во недела ќе се одигра околу 15. Да, не заборавиме дека и меѓу екипите постојат и звезди и фудбалски имиња кои и нормално не само од сферата на фудбалот, и пеачи и актери. Така? Па да, еве, можам да спомнам јас во нашата екипа се звезда до звезда, браќата Next Time, Владко Лозановски, Мики Црнокрак е на голот, со нас игра селекторот на репрезентација Игор Ангеловски, Мрме. Популарниот Мрме. Популарниот Мрме, затоа што не е дел од екипата. И верувам дека е магнет за сите луѓе, бидејќи влезот е бесплатен, салата е претопла, нова, убава, и ние четврток и петок започнуваме навечер од 20 до 23, она каде што ќе се одлучува кој ќе оди понатаму, а веќе сабот и недела е малку полабаво и ќе се одиграат полабаво од аспект на тоа дека има ревијалниот превар, инаку никако, бидејќи полуфиналните и финалниот надпревар кој што е предвиден во недела некаде таму по 16 часот, а ова соки што го спомна новинарките, пеачките, ветераните, оние поранешни наши звезди, фудбалски легенди, ќе има петлиња, фудбалерчиња, ќе има можеби женски фудбал, така да сето тоа ќе се случува во недела. Меѓутоа, имајќи предвид дека не гази времето, ја мислам да го направиме за која сме тука, значи вечерва ќе ги извлечеме групите, кој во која група ќе се најде, а потоа ќе кажеме збор 2 на кој начин и како ќе биде распоредот за одигрување. Еве, како домакин предлагам јас 9 екипи, така 9 екипи поделени во 3. Сакал да надополнам дека организирана и пресконференција, значи во среда ќе има пресконференција, но пред турнирот, така. На која официјално ќе кажеме распоред. Како домакин може јас да го скршим мразот, така. Да. Ајде да видиме која е првата екипа или носител на групата. Да, која ќе биде. Сите сме исти, прва е Мрата. Значи најстарите, највозрастните. Така е. Македонска радио телевизија. Да побрзаме, да одиме со сега влечеме прво во Б група, Б1. Така. Веднаш на страна да ги ставиме. Спортско радио 90,3.
Тоа се излековме ние, односно сам. Домакините во носители во групата Б. Ајде да видиме сега како ќе Носител во Ц или во В, како ќе го крстиме? По македонски В, Ц, Така, три групи се. третата група. Третата група носител Канал 77. Канал 77. Да почнеме веднаш нели по Вториот учесник во Првата групата група. А или првата група Канал 5. да го добиеме и вториот од групата Б, кој што ќе биде во групата со нас, со Спортското радио 90,3. Да ти покажам тебе прво. Одлично, одлично, пријатели пред малите екрани, непријатели на теренот. Нема непријатели, таму ќе видиме пријатели. 1 ТВ. Ајде ја заокружиме. Третата Во Вториот третата од група С. вториот учесник Алфа ТВ. Домакинот има предност да го избере третиот од А групата. или последниот Третиот од А групата, последниот, како сакате. ТВ Шења. Ја надополнуваме нашата група, значи и ваша. Така е. Да видиме кој ќе ни прави друштво. Дерби. Нема, прво е Марата. Ние сме во Б. Дерби. Така, Еве го, Сител. Сител телевизија. Со среќа нека име на Сител. Немаат баш многу шанси во оваа група, ама Крајот ќе каже и да се турнир. надпреваруваат. МТВ 2 е последната И екипа. МТВ 2 како последен во третата С група. Може како домакин да ги прочиташ. Така, така. А групата ќе сочинуваат МРТ, Канал 5 и ТВ Шења. Во Б конкуренцијата Спортското радио, 1 ТВ, ние и Сител ТВ. И последната С група Канал 77, Алфа ТВ и МТВ 2. Ова се сите учесници поделени во три групи, а за нормално како ќе се одвива теркот и настаните во како ќе се одигра турнирот може вие најдобро да објасните. Најбитно е да се знае дека во групата ќе се одиграат надпревари секој со секого, значи секој ќе Така. одигра 2 надпревари. Победникот автоматски оди како победник во полуфиналето, а најдобрата второ пласирана екипа од сите ќе биде четвртиот полуфиналист, каде што директно ќе се оди во полуфиналето, тоа ќе се одигра во сабота и победникот на првото и второто полуфинале ќе дојдеме до финале. Тоа е некоја скратена форма, верзија заради местото и просторот кој што го имаме. Сепак салите во Скопје се оптеретени, Вардар играат во Јане Сандански, МЗТ игра таму и добро е што ние 4 дена добивме за да направиме нешто што е официјално и неофицијално, иако и ние се сметаме тука во еден неофицијален дел. Сепак ќе одиграме турнир, ќе одиграме фудбал и на крајот на криштата јас на шега велам победникот ќе го плати коктелот кој што ќе биде за 200 луѓе, така да мотивацијата нека биде на тој Така е, кој што сака да тој победи што на се турнирот. стреми кон победи да знае што и целта и Не што е го многу, очекува околу нели 3000 на крај. евра, мислам дека не е многу тоа. Одлично, ситно е за вакви конкуренти мислени учесници во турнирот на медиуми. Јас сакам само да надополнам дека ретка можност е и луѓето кои што во овие зимни Единствена денови, можда, ако не па и ретка. Дружење единствена на можност. Нема вакво дружење на ваков начин меѓу медиумите. Секојдневно се среќаваме на разни спортски настани, на разни настани каде што секој си ја брка својата работа, меѓутоа ова каде што ќе се дружиме, ќе се забавуваме, а истовремено Им пружиме и прилика на посетителите, да, така е. публиката која што вас ве гледа на телевизија, нас не слушаат на радио. Не секојдневно е да ги видат, не мора сите да знаат да играат фудбал. Не знаат луѓето како ти играш фудбал или како играм јас фудбал. Битно е да ги видат тие луѓе во една сосема поинаква улога, каде што покрај во секоја екипа предвидуваме да има по една звезда, пеач, артист, глумец, за да ја представи таа екипа. Па на полувремето да испее една песна на плейбек, па она што го спомна Зоки, ревијалните новинарките, пеачките, каде што нема влезници, секој и дечињата со родителите во топла сала, посебно во недела кога од некаде 12 часот на пладне до 17 ќе биде и финалето, апсолутно може да си поминат неколку часа во едно, може да се сликаат со сите, кај нас го спомнав Лозановски, Next Time,
Црнокрак, испуштам некој. Во другите екипи има многу пејачи, многу артисти, сигурно и вие ќе соберете. Ке ве изненади ми тоа како. Самите луѓе се звезди, значи самите од медиумите што на публиката, на обичната публика, сите сме ние обични луѓе, меѓутоа на луѓето кои што не се во медиумите и како ќе биде можно да се сликаат со нив. Во таа мала сала е толку пристапна да на 1 метар се од условно од звездите и сметам дека сите кои што сакаат можат од четврток навечер и петок навечер, сабота преку скоро цел ден и недела од 11 до 17 часот да бидат во малата сала на Сандански. Одлично. 4 дена максимално исполнети со спорт и за сите оние љубители, како што напомена Тони, за сите оние што сакаат да ги видат овие звезди, одлична можност да се дружат, да се сликаат, така да не пропуштајте од четврток до недела спортскиот центар Јане Сандански, малата сала ќе се одржи турнирот во мал фудбал на медиумите. Од мене толку, ве поздравувам, останете со уредникот на денот Сашо Ордановски.